Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Собранието ја укина пржинската влада со 70 гласа за и без поддршка на опозицијата. СДСМ ја напушти работната група за изборниот законник. Нов стравичен случај на силување во Гостивар. 15 годишник ја силувал 1 година помалата сестра. Секое петто дете во Македонија е жртва на сексуално насилство, анализирал народниот правобранител. 8 години затвор за Раде Штекли, осуден како шеф на наркогрупа во Скопје. ДДВ-то ќе остане, акцизата на бензините ќе се крати. Владата преговара за продолжување на попустот, додека Светска банка предупредува на забавување на растот и сериозни демографски предизвици, владата најавува нов циклус јавни инвестиции вредни 3,3 милиарди евра. А во тема на денот за разврската од скандалот во земјоделската платежна агенција, што по апсењата и по отворените истраги, ИПАРД се врати, имали доволно пари за потребите во земјоделието. Наша гостинка Даниела Иротова Лазарева, директорка на платежната агенција. Останете со нас, почнува Дневник. Без гласовите на опозицијата, владачкото мнозинство ја укина техничката влада. Последен пат форматот од пржина ќе го имаме на следните избори, а потоа политичките влади ќе бидат организатори на изборните процеси. Габриела Лескова известува. Габриела, кој како гласаш? Добро вечер, Славица. Токму така се укинува пржинската влада со 80 гласови за, 11 против и 0 воздржани се усвои измените на законот на предлог на владеачката ВМРО-ДПМН. Ова во суштина ќе значи дека нема да се формира онаа привремена влада 100 дена пред одржување на изборите. Друг важен елемент кој што е важно да се напомене дека ова одлука, односно овие измени на законот нема да важат на следните избори, туку на вторите по парламентарни избори. Ајде за почеток да видиме како помина гласањето во приложение. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање. Ве повикам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник, 70 пратеници гласеле за, 11 против, нема воздржани. Констатирам дека Собранието го донесе законот за изменување на законот за владата на Република Македонија. Кои беа ставовите на опозицијата? Габриела, гледаме дека има 11 гласа против. Беа ли во салата, со кои аргументи се спротивставија на укинувањето на пржинската влада? Да, Славица, попладнало беше навистина жестока, би рекла, атмосферата во законодавниот дом. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски кажа дека пржинската влада била донесена во согласност со сите партии, тогаш 4, и тоа е единствениот исти начин на кој што треба да биде укината. Нова реплицираше Горан Минчев, министерот за јавна администрација, кој што кажа дека СДСМ пак нема аргументи по однос на она што го тврди. Во продолжение да слушнеме делот оваа дебата. Аргументи кои што укажуваат на тоа зошто е потребно да се укине техничката влада. А за волја на вистината, сепак менувањето на овие одредби треба да биде во рамките на договорот помеѓу политичките субјекти во собранието. И доколку се постигне договор за укинувањето, тогаш тоа да го правиме. Вака еднострано укинување на ваква преводна влада, без да се почитуваат тие насоки и принципи на кои што била усвоена, не може во ниту еден момент да се прикаже како никаква реформа. Мора да се одлучите. Вие како политичка партија сте за дел од реформската агенда или со овој начин на однесување ги кочите процесите за ваше, би рекол, лично, партиски интерес, кој што го сакате како цел на крајот од овој процес. Барања, треба да знае македонската јавност. Сите барања кои што ги пративте до мене, се во овој закон. Вклучително и техничката влада, што значи ставот на владата е сменен.
И за тоа докажува, јас знам дека немате аргументи, но морате да говорите, и за тоа кажува и дискусијата на матичната комисија. Од дуи пак на ставот дека со укинувањето на пржинската влада се допира и во меѓуетничките односи, на ова реплицира и од партијата Вреди, кои што велат дека во Европа нема ниту еден пример каде што има пржинска влада и дека во моментов нема никаква криза. И тоа е една од главните причини поради која што оваа привремена влада треба да се укине. Во продолжение да ја проследиме дебатата и од албанскиот политички блок. Во предвид дека овој предлог на закон на директен начин ги допира меѓуетничките односи и може да има влијание во нивната политика, неопходно е истиот да се разгледува во Комитетот за односи меѓу заедниците како надлежен орган за овие работи. Сите меѓународни институции или европските стандарди не барат техничка влада ниту едно место во светот каде што функционира правото на глас, правото на волјата на граѓанинот, и тој беше еден механизам во една значајна, вонредна ситуација и кој треба да се тргне во моментот кога ќе се врати редот во институциите. Да, тоа беа главните пораки од пратениците од попладнево во расправата во законодавниот дом. Да сумираме дека се укинува пржинската влада, меѓутоа ова измена нема да важи за следниот изборен циклус, туку за вторите поред парламентарни избори. Овие измени на законот беа донесени со 80 гласа за и 11 против. Студио. Така е, Габриела, 70 гласа за, 11 против, укината е пржинската влада. СДСМ уште пред одлуката во собранието утринава не се појави на состанокот во Министерството за правда и ја реализираше заканата дека ќе се повлече од работната група за измени на изборниот законник. Поради нивното отсуство состанокот не се одржа, власта оцени дека опозицијата се однесува незрело и ја кочи реформската агенда. Од СДСМ останаа на ставот дека ако се укине техничката влада, што впрочем се случи попладнево, тие нема да учествуваат во мошната работа. Столчињата на СДСМ во Министерството за правда утрово останаа празни. Опозицијата ги реализираше заканите дека нема да учествува во работната група за измени на изборниот законник, иако во периодот кога се одржуваше состанокот, техничката влада во собранието се уште не беше укината. Поради отсуството на СДСМ, четвртиот состанок на работната група не се одржа, а министерот за правда оцени дека опозицијата се однесува незрело. Директно ја кочи реформската агенда, а со тоа го нарушува и кредибилитетот на државата. СДСМ избраа да не бидат дел од процесот во момент кога се носат суштински одлуки. Ова е доказ дека нивните заложби за европската иднина се само декларативни, а реалноста е нешто сосема спротивно. Со досегашното неодговорно однесување на СДСМ и неучеството во работната група за реформи на изборното законодавство директно се загрозени над 4.281.000 евра, а со блокадата на законот за јавното обвинителство во собранието дополнителни 6.422.000 евра, пари кои што и такако може да го олеснат реформскиот процес и да ги подобрат состојбите на правосудството за секој наш граѓанин. Сличен беше ставот и на останатите партии, кои однесувањето на СДСМ го оценија како неодговорно, особено што опозицијата беше меѓу главните иницијатори за измени на изборниот законник. Сега прават проблем не само за политичкиот диалог, туку прават проблем и за репутацијата на државата по однос на нашиот статус како земја кандидат за членство во Европската унија. Работата на оваа работна група мора да продолжи. Дали Социјалдемократскиот сојуз ќе одлучи да абстинира или не, тоа е нивна одлука, но и нивна одговорност. Така да ќе почекаме да видиме да се конечно изјаснат. Тоа што не беа денеска укажува дека можеби ова е тенденциозно, значи тука имаме намера, нема врска со укинувањето на пржинската влада и еве ја искрено ќе кажам, не верувам јас во нивните крокодилски солзи за укинувањето на пржинска влада. Од СДСМ пак велат дека не отстапуваат од ставот. Укинувањето на техничката влада ќе значи и нивно целосно повлекување од работната група на изборниот законник. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е јасен, нема да учествуваме во работата на работната група за подготовка на изборниот законник, се додека не се повлечат
од измените за предлог законот за влада, односно укинувањето на техничката влада. По ваквиот став на СДСМ неизвестно останува функционирањето на работната група. Според деловникот за работа, состаноците се одржуваат со мнозинство присутни, но одлуките се носат со консензус, што во пракса ќе значи дека без опозицијската партија изборниот законник не може да се менува. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Стравичен случај на силување во Гостивар. 15-годишник ја силувал 1 година помалата сестра. Секое 5-то дете во Македонија е жртва на сексуално насилство, анализирал народниот правобранител. 8 години затвор за Раде Штекли, осуден како шеф на наркогрупа во Скопје. Нов тежок и вознемирувачки случај во Гостивар. Основното јавно обвинителство бара поведување подготвителна постапка и притвор за 15-годишно дете осомничено за силување на својата 1 година помала сестра. Според обвинителството, делото било извршено во 2 наврати, а претходно малолетникот подолг период испреќал вознемирувачки и несоодветни пораки. Деновиве јавноста е вознемирена од неколку монструозни случаи во кои насилниците се деца. Родосквернавање во Гостивар. 15-годишник ја силувал помалата сестра и заврши во 30-дневен притвор во Шутка. Теророт врз девојчето траело подолг период, а братот, користејќи го отсуството на родителите, ја принудувал на сексуални односи родената сестра. Исто така со месеци и праќали пораки со непристојна и експлицитна содржина. Полициски инспектори вчера го лишиле од слобода малолетникот во присуство на социјален работник. Во службен разговор во присуство на представници од Меѓуопштински центар за социјални работи Гостивар, малолетничката појаснила дека вознемирувањето започнало пред околу 1 година, преку пораки со непристојна содржина, а потосна продолжило со физички допир и обид за пресилување на сексуални односи. Според исказот, пред 3 месеци малолетникот со употреба на физичка сила извршил полово действие врз неа. По голготата низ кој е поминало девојчето, тоа е предадено на грижа на Центарот за социјални работи Гостивар за понатамошна заштита и постапување. За овој монструозен случај барањето на мерка притвор според обвинителството е согласно законските основи, но и потребата од заштита на жртвата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Секое 5-то дете во Македонија е жртва на сексуално насилство, покажува најновата анализа на народниот правобранител. Во последните 6 години се евидентирани 604 случаи на сексуална злоупотреба на деца, најчесто на возраст од 11 до 15 години, а институциите според омбудсманот и натаму потврлаат во заштитата. Последните случаи од Скопје, Гостивар и Битола повторно ја подигнаа тревогата дека системот предоцна реагира, а децата наместо заштита често се соочуваат со нова виктимизација. Секое 5-то дете во Македонија е жртва на сексуално насилство. Оваа загрижувачка статистика е дел од најновата анализа на народниот правобранител, која открива дека во изминатите 6 години се евидентирани дури 604 случаи на сексуална злоупотреба на деца. Најкритична е возраста од 11 до 15 години, а имало и дете под 3 години. Во најголем процент жртви се девојчиња, но според омбудсманот, веројатно голем би бил и процентот на момчиња кои поради стигмата и стереотипите не пријавуваат. Најголем дел од случаите се однесуваат на тешки кривични дела, како силување на дете под 15 години, 186 случаи, полов напад и силување 99 случаи и во мрачен живот со дете со 96 случаи. Во текот на 2025 година во земјава се евидентирани нови 96 деца жртви на кривичното дело против половата слобода и половиот морал, од кои 88 девојчиња и 8 момчиња. Анализата покажува постоење на стигма, страв и недоверба кај жртвите и нивните семејства, кои често одбиваат да соработуваат поради срам. Молкот на жртвите упатува на неопходност од поголем број доверливи механизми за пријавување на вакви случаи. Казните за сторителите не се максимални, а додека да се изречат, процесот трае предолго. Наместо заштита, народниот правобранител забележува дека овие деца се соочуваат со секундарна виктимизација. Од институцијата бараат итни системски реформи, строга контрола на регистарот на сторители и воведување на хемиска кастрација. Но и она што очигледно ја вознемирува јавноста, особено со последните случаи, дека треба да се работи на вистина на изрекување на казни кои што го даваат максимумот за да може да се превенира од
дополнително вршење на кривично дело. Регистарот на педофили функционира, меѓутоа факт е дека тој треба поредовно да се ажурира и секако да биде подостапен, односно да се едуцираат и да се информираат сите заинтересирани, почнувајќи од детските градинки, образование, па и семејствата. Дека системот потфрла во превенцијата и заштитата на најмладите од ваков вид насилство, доказ се низата случаи кои ја разбрануваа јавноста изминатиот месец. Таков последен случај од Гостивар во кој малолетен брат сексуално ја злоупотребил својата помала сестра. Потоа вчерашната кривична за 68 годишен педофил од Скопје кој принудил малолетник на сексуални односи и снимање видеоматеријал со порнографска содржина. За институциите најсериозен проблем ќе бидат случаите од Гостивар и Битола во кои предаторите, осомничените силувачи на деца беа вработени во училишта. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Дали државата треба да ги ограничи социјалните мрежи за децата? На јавна расправа во собранието, родители, експерти, пратеници и министри дебатираа како да се намали зависноста од екраните и штетното влијание врз најмладите. Додека дел од родителите бараат законски ограничувања и старосни забрани, надлежните велат дека решението не може да биде само во забраните, туку и во поголема одговорност кај семејствата, училиштата и институциите. Дали државата да ги заклучи социјалните мрежи за децата? На јавна расправа во Законодавниот дом, родители, експерти, пратеници и министри дебатираа како да се намали зависноста од екраните. Давањето мобилни телефони уште од најрана возраст за децата мирно да јадат е всушност најголемата грешка која ја прават родителите. Адолесцентниот психијатар Камелија Симеонова вели, модерното општество и технологијата доведуваат до тоа сите психијатриски растројства да почнуваат се порано и порано. Детското мозъче се развива до 5 година и дека ние од најрана возраст ги изложуваме децата да јадат со таблет, да јадат со телефон, да имаат секакви активности со телефон и ние им предизвикуваме зависност. Многу е интелигентно да се фокусираме во раниот развоен период, бидејќи ако ние ги направиме децата да бидат адиктивни, очекувано дека адолесценцијата како најголема бура, како најголема криза, нема да биде плоден период да поспоставиме правила и граници. Јавната расправа доаѓа на иницијатива на околу 3000 родители кои бараат забрана за користење на социјалните мрежи. Воведување на старосни ограничувања, тоа за лица под 13 години со целосна забрана за пристап до профили, лица од 13 до 15 години да користат само со родителска согласност, а лица над 16 години слободно да може да самостојно да ги користат социјалните мрежи. Големите технолошки компании и нивните алгоритми се направени да стимулираат се поголема и поголема активност и вклученост на корисниците. Затоа родителите сметаат дека државата не може да влијае на алгоритмите на големите платформи, но може да го ограничи нивното користење. Не станува збор за право на избор, кој во комуникацијата, туку станува збор за спречување на штетна појава. Како што не можеме, како што забрануваме пушење и притоа правиме едукација за штетата од пушењето, така и треба да го третираме овој проблем, бидејќи се работи за физиолошка зависност која што допаминот ја создава и која што се експлоатира. Министерот Андоновски предложи целосна забрана за употреба на мобилните на наставата на целата територија на државата со оглед на тоа што одредени училишта веќе имаат такви забрани, но и воведување на видеонадзор за поголема безбедност. Но на тема забрана на социјални мрежи, тој е против. Забраната на цели апликации сметам дека треба да биде наша последна опција. Појаснувајќи го својот став, Андоновски вели дека можностите на државата да влијае врз големите платформи со околу 2 милиони потенцијални корисници се многу мали, но вели и дека државата не може да контролира се. Детенце на година и пол, додека јаде во сопственото столче, не треба државата му диктира на родителот дека не треба да му дава мобилен телефон да гледа некакви си содржини на некаква си платформа. Не го исклучуваме просторот дека ние можеме да влеземе во целосна забрана, но што правиме ако родителите тогаш дозволат? Ќе влегуваме во секој дом, ќе гледаме во секој мобилен телефон, кој го користи мобилниот телефон во домот на родителите? Да не се претвориме во големото око кое што се треба да гледа и се треба да следи. Мета и незините платформи Facebook и Instagram имаат воспоставено забрани за креирање профили од страна на деца помали од 13 години. Но тоа во пракса ретко кога ги спречува децата да ги користат овие мрежи, бидејќи единствено нешто што е потребно е лажен датум на раѓање. Но кај кинеската TikTok, која е и најпопуларна кај младите, иако формално ја има истата забрана, лажирањето за возраста е уште полесно. Дополнително, нивните алгоритми се уште поагресивни во привлекувањето на вниманието кај младите. Даниел Василев, Сител телевизија.
8 години затвор доби Раде Трајковски Штекли, кога судот го осуди како шеф на наркогрупа што во Скопје продавала кокаин и марихуана. Неговите соработници добија затворски казни од 3 години и 10 месеци до 5 години. Судот оцени дека станува збор за сериозно кривично дело со тешки последици, а барањата на одбраната за поблаги мерки беа одбиени. 8 години затвор доби Раде Трајковски Штекли како шеф на безимената наркогрупа која во Скопје препродаваше кокаин и марихуана, а според обвинителството се занимавала со нелегалната продажба од 2024 до 2025 година. Неговите соработници, останатите четворица обвинети, кои биле под него и примале наредби каде и како да се препродава дрогата, добија по 5 години затвор, а еден од нив 3 години и 10 месеци. Одредувајќи им ги казните затвор, судијата ги зема предвид последиците при здравјето кај луѓето од дрогата што нелегално ја продавале, општествената опасност од брзата и лесна заработувачка, но и тоа што претходно сите биле осудувани, но никој не си ја научил лекцијата. За да се заштити здравјето на луѓето и општеството во целост, неопходно е енергично действување против организираниот криминал, кои растураат дрога на сите категории на луѓе, особено млади и неискусни, и тоа блиску или во самите угостителски објекти. Кривичните дела поврзани со продажба на дрога имаат алармантен одзив и секако мора да се има сериозен пристап за нивно откривање, превенирање и судска завршница со правосудни пресуди. Одбраната на Раде Трајковски, која низ целиот судски процес тврдеше дека тој не разбира зашто е обвинет, дека психичката состојба му е нарушена, имал халуцинации и имагинарен учител, кој следел албанската мафија, но и дека во претходниот живот бил желка, денеска побара да му биде заменет ефективниот притвор со куќен, поради психичката состојба. Судот, како за Штекли, ги одби барањата за куќен притвор и за другите, сега веќе осудени. Адвокатот на Трајковски кажа дека низ текот на натамошната постапка ќе се произнесат дали тој треба да остане во затвор или во друга установа поради нарушената психа. И ние имаме основ за жалба, бидејќи во текот на постапката се отворија тие можности и во секој случај ќе обжалиме од кога ќе добиеме писмен отправок. Од обвинителството велат, откако детално ќе ја прочитаат пресудата, ќе се произнесат дали ќе се жалат за одредените казни затвор. Во фаза на судење секогаш е дека рамката треба да биде на казнување построга од онаа која се постигнува казна во фаза на првично спогодување. Овде во дел беше намалена казната од казна која што беше понудена на обвинет, а за други построга, како што сметам и дека треба исправно да биде. Во наркогрупата на Штекли беа опфатени 16 лица, од кои 7 се спогодија со обвинителството и добија затворски казни до 3,5 години, а четворица признаа вина и постапката за нив беше одвоена. Другата која продавале се чувала во изнајмени станови, а се продавала од 4500 до 6000 денари за грам кокаин и 200 и 300 денари за грам марихуана. Раде Трајковски Штекли стана препознатливо име во јавноста од скопското подземје, како лице што преживеа повеќе обиди за ликвидација. 2 пати во него беше пукано во трговскиот центар Изгейт, а при еден напад беше ранет, додека третиот пат му беше поставена експлозивна направа во дворот од семејниот дом. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Владата за сега не планира повторно кратење на ДДВ-то за дизелот, но најавува дополнително намалување на акцизата за бензините, доколку цените на светските берзи продолжат да растат. Премиерот вели дека се преговара за продолжување на попустот за бензинските станици со цел да нема нагло поскапување и да се заштити стандардот на граѓаните. Суровата нафта на светските берзи попладне во прв пат надмина $119 за барел, највисок износ од почетокот на војната на Блискиот Исток. Владата за сега не размислува повторно да го спушти ДДВ-то на дизелот. Намалените акцизи на горивата остануваат во сила, но има можност за дополнително кратење кај бензините од 2 на 4 денари. Треба да се види сега во втората половина од април која е просечната цена и на безоловниот и на дизелот и на тој начин ќе се носи одлука на влада во делот на акцизите. Веќе дизелот беше над $1,200 по тон, што значи тие 4 денара секако ќе останат, а безоловниот беше под $1,200 по тон, имаше 2 денара, но очекувам сега и тој да отиде на 1,200, така што и таму ќе имаме 4 денари по литар, повторно намалени акцизи. Од досегашните преземени мерки, единствено заврши намаленото ДДВ на дизелот, а сите останати се во тек.
Повластената стапка од 10% ДДВ кај бензините се уште важи, а со најголемиот снабдувач се преговара за продолжување на попустот кој истекува утре. Со овие мерки, Македонија има најевтини горива во регионот, а потврда за тоа, премиерот гледа во податоците на ММФ, кои ја рангираат државата како трета во Европа според поддршката за справување со кризата. Мицкоски истакна дека инфлацијата е под контрола и се движи под 5%, што е значително подобрување во однос на кризната 2022. Иако мерките го чинат буџетот, тој порача дека заштитата на стандардот на граѓаните е поважна. Се бориме да го задржиме стандардот и во овие 2 месеца и покрај епски големите предизвици кои што ги имаме и би рекол историски најголемата енергетска криза која што според Светската енергетска агенција е поголема од двете кризи во 70-тите години од минатиот век и она од 2022 заедно. Сепак покажуваме жиловост и така и ќе продолжиме и понатаму да се бориме. Од вчера со одлука на регулаторната комисија, бензините се точат за 2 денари поскапо, а дизелот за 2,5 денари поевтино. Цената на нафтата на светските берзи пак расте брзо и надмина $115 за барел. Мартин Арсов, Сител телевизија. Поголема заштита на податоците на граѓаните и компаниите треба да донесе новиот закон за сајбер безбедност. Иако е веќе во сила, за целосна примена се чекаат уште неколку подзаконски акти, а од оваа недела почнува со работа и владиниот центар за одговор на сајбер инциденти. Власта очекува и приватниот сектор, особено банките, телекомуникацијските и енергетските компании, да стане клучен партнер во системот за дигитална заштита. Поголема заштита од злоупотреба на податоците на граѓаните и фирмите ќе донесе новиот закон за сајбер безбедност. Иако стапи на сила од почетокот на годината, владата треба да имплементира уште неколку подзаконски акти за да биде функционален. Од оваа недела почнува со работа владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, пошто останува приватниот сектор, односно банките, телекомуникацијските, енергетските компании, како и нивните добавувачи да ги исполнат обврските. При помали, средни или големи сајбер инциденти, тие имаат задача за пријавување. За да тоа може да го направат, мора да имаат внатрешна инфраструктура која што ќе го детектира проблемот. Тоа е првиот елемент. Вториот елемент е одговорноста на секоја од тие институции како да се грижи за сите други системи кои што ги има во своето работење, да речеме за физичка инфраструктура, за архивско работење. И третиот елемент кај оние кои што се дел од така наречената критична инфраструктура, имаме и поголеми барања, што значи да имаат назначени офицери за сајбер безбедност, да имаат системи на детекција, на рана превенција. За имплементација на законот Македонски Телеком ќе црпи искуство од Deutsche Telekom, групација која ја има најдобрата заштита во цела Европа. Нивни представници денеска ги презентираа најновите трендови и конкретни решенија за заштита од сајбер закани. Тоа значи да имамо приступ ресурсима и најновим технологијама кои веќе успешно штите милиони корисника широм Европе. Danas ovdje pružamo ruku za zajedničko kreiranje sigurnog digitalnog društva u Makedoniji, a sigurno digitalno društvo je preduslov za dalji ekonomski razvoj i uspjeh cijelog društva. Cyber security treba posmatrati kao jedan ekosistem gdje državne institucije su zaštićene, država je zaštićena, telekomi su zaštićeni, ali i sve ostale firme. To je kao sistem spojenih sudova koji treba zajedno funkcionišati. Институциите заедно со приватниот сектор мора да работат заедно, вели министерот Антоновски, затоа што сајбер заканите честопати знаат да предизвикаат прекини во работењето, финансиски загуби, но и да ја нарушат довербата кај клиентите. Целта е да се изгради дигитално општество, кое ќе биде отпорно на се почестите сајбер закани. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. ИПАРД повторно во функција, за блокадите и парите на ЕУ имали доволно средства на располагање, што откри истрагата за злоупотребите во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието. Тема на денот во продолжение Маријан Николовски со директорката на Агенцијата Даниела Ирутова-Лазарева. Добро вечер. Вчерашните вести од Брисел кажуваат дека повторно ќе имаат можност земјоделците да добиваат средства. Што значи таа одлука на Брисел во моментов? Добро вечер до гледачите на телевизија Сител. Благодарам за поканата за учество во тема на денот. Вчерашната одлука која што ја добивме од страна на Брисел преку Министерството за финансии, преку Националниот координатор за авторизација, значи дека средствата од ИПАРД се ставени на располагање повторно на земјоделците во Република Македонија. Не само што како средства ќе ги стави на располагање под ИПАРД програмите, самиот извештај од Брисел
укажува на тоа дека во системот не се пронајдени грешки на функционирање на самиот систем и системот не е компрометирачки, туку докажавме дека тој систем функционира и дека се работи за изолиран случај кој е злоупотребил својата службена положба и овластување. Значи, оној случај што беше со претходниот директор, на голема корупција на пари, велите дека е изолиран случај? Да, не само ние како агенција и како влада која што го констатиравме со безбројните ревизии кои што беа направени од страна на акредитираните ревизорски тела и самиот Брисел во извештаите што ги доби и ревизиите сами што ги правеа на предмети кај нас констатираа дека ние имаме систем, системот постои, системот не е компрометиран, едноставно се работи за изолиран случај со уште неколку луѓе кои што се однатре фатени во самата истрага, што ќе утврди обвинителството дали се вклучени во целиот процес или не. И ја отстранивме практично црната дамка која што имаше агенцијата дека не постои систем, току едноставно системот постои и функционира и продолжуваме со работа во агенцијата согласно процедурите кои што ни се пропишани од Брисел. Има ли опасности од нови такви случаи? Ние како агенција во овој 5-месечен период некако успеавме да изработиме дополнителни процедури, дополнителни постапки за да го намалиме тој ризик. Секогаш постои тој ризик да не ги доведуваме луѓето во заблуда, меѓутоа се обидовме со донесување дополнителни процедури за контрола и со донесување на дополнителни механизми за задржување на документи, движење документи, да направиме една правна рамка да се исклучат најголемиот дел од можностите да се случи ваква злоупотреба. Еден од документите само кој што ги донесовме е упатство за движење документи, кој што во претходниот случај се констатира од страна на службите дека документите стоеле со денови кај директорот не подпишувани заради предметна злоупотреба. Прво што направивме кога дојдов декември, донесовме упатство да документите во ниеден сектор, па дури и кај директор, да не се задржуваат повеќе од 2 дена, доколку се во ред и се изготвени согласно процедурите и се проследуваат понатаму за одобрување и исплата. Но тој случај сепак беше прилично силен случај, стануваше збор за голема сума на пари. Дали има внатрешни контроли правено после тоа, проверка на претходни документации, истраги или... Така. Од 13 ноември навака, за овие 5 месеци, покрај редовните контроли кои што ги направи републичката, ревизијата задолжена за ИПАРД кој што ги прави ревизиите, националното тело за акредитација практично НАОД при Министерство за финансии направи покрај редовната направи 2 дополнителни контроли кои што се правеат, достави ревизорски извештај. Меѓутоа и ние во рамките на агенцијата формиравме некои 6-7 тима кои што ги разменивме, ако е тимот кој што бил прва контрола, сега формиравме нов тим да ги спровери сите предмети кои претходно беа подпишани од претходниот директор. Со тие проверки си најдовме одредени грешки административни кои што се направени, меѓутоа сите проверки кои што ги направивме на околу 400-500 предмети кои што ги имавме подпишани од претходниот директор, за делот за ИПАРД 3 од програмата, се констатира дека процедурите се запазени сите, постапките се спроведувани согласно процедурите на Брисел и на тој начин успеавме да докажеме пред Брисел дека со проверката на сите тие предмети и од нас како агенција, меѓутоа и од ревизорските тела, е испочетувана процедурата на Брисел и си го исклучуваме претходниот директор како изолиран случај во целава постапка. Малер многу, тој претходен директор на првиот случај на корупција го фатија. Па сега, тоа дали му бил прв или не бил прв случај, обвинителството ќе си докаже, нели, органите на законот ќе докажат во кој дел дали му бил прв или не му бил прв случај. Добро, да се вратиме сега на суштината. Колку тие неколку месеци колку беа на блокада, колку средства колку проекти се блокирани, што со нив сега, имали ново ревидирање, ново поднесување или тие продолжуваат у фаза на исплата? Од моментот на ставање на блокадата за исплата на 3-4 квартал, прво од нашиот, од националниот координатор за авторизација, потоа од Брисел, до денес се блокирани за исплата
што денес не се нели веќе блокирани за исплата, беа околу 60 предмети од првиот квартал и околу 70 предмети од втор квартал, кои што сите се уште не се доспеани. Најкритични во целава ситуација беа тие околу 60 на предмети кои што веќе роковите од јануари, февруари, март се истечени роковите за плаќање и на тие им дадовме приоритет. Како агенција уште денес доставивме првите предмети, ги доставивме за исплата со самото тргање на блокадата. Утре продолжуваме со динамиката која што ја договоривме со Министерство за финансии и направивме една динамика на доставување на предмети за исплата, тие кои што веќе им се поминати роковите, да до 15 мај ние сите предмети, тие 60 ги доставиме и се исплатат од Министерство за финансии за предметите кои што да не речам овој 5-месечен период ја трпеа оваа блокада и постоеше ризик да плаќаат пенали, да плаќаат камати заради тоа што инвестициите им се земени со кредит. Повратот на средства кои што ги имат земено со кредити ќе го направиме до 15 мај. За колку сума станува збор за тие 60? Од првиот квартал за тие 60 предмети се некаде околу 2 милиона и 100 илјади евра, така да вториот квартал ни е дополнително со околу 2 милиона евра, меѓутоа предметите од вториот квартал доправо доспеваат до 30 април, 30 мај, 30 јуни, имаме динамика направено, некаде околу 4 милиони евра ќе бидат исплатени во овој краток период за тој период од 5 месеци кој што беше. Но пари се тоа, има ли пари во буџетот? Да, тие се европски пари, имаме пари за тоа во буџетот. Добро, сега да ја прашам, после овој случај, има ли, мислите ли дека има доверба кај луѓе за аплицирање, за нови проекти, како иде динамиката, што иде постапката, ти има ли, како, не знам кои делови се, има ли нови конкурси? Па вака се, довербата оправдано е да биде размишена кај земјоделците, меѓутоа ние ќе се потрудиме да ја вратиме довербата со тоа што почнуваме од понеделник со продолжување на постапките покрај исплатите кои што беа стопирани во овој период, беше стопиран и процесот за склучување на договори кои што веќе луѓето апликациите им одобрени, исполнуваат услови, меѓутоа заради ситуацијата која што се случи беа стопирани. Отпочнуваме со склучување на договорите по мерка 7 и по мерка 3 и имаме еден повик кој што самото негово завршување со објавата настана блокадата и тој повик го продолжуваме. Таму имаме некаде околу 715 апликации кои чекат да бидат нели разгледани и одлучени со набавка на референтни цени, така да постапката на агенцијата ја враќа во нормала и ќе се обидеме во овој период да ја вратиме довербата пред распишување на повици, да покажеме дека агенцијата ја враќа целокупната процедура и целокупните процеси за да може да се легитимира пред земјоделците дека ова беше изолиран случај, дека самата институција и самите вработени работат согласно процедурите и процесите кои што ги налагаат не само нашите закони, туку и европските закони. Значи сега кога иде да аплицират не е задолжително плик со кеш евра, така? Така, да. Сега процедурата е сменета, ќе се аплицира новите повици кои што би требало да се распишат кога ќе ги затвориме овие повици. Правиме напори да се аплицираат електронски, да немаат допирана физички контакт со вработените, да може апликацијата која што ќе поднесува за ИПАР да се поднесе преку системот електронски, формално ќе ја достави и писмено, меѓутоа поедноставно е и намален самиот процес на злоупотреба или евентуална субјективност од страна на вработените при учество на доставување на тие апликации. Кога зборуваме веќе сега за ИПАР програмите, велите дека правите напори за да се оневозможи можност за влијание при одлучувањето, но често пати земјоделците знаат да кажат дека е многу тешко да се аплицира за тие проекти, дека има многу процедури, бирократски постапки, не знаат да се напишат проекти. Нешто околу тоа се планира ли како да се... Да, факт е дека процедурата не е едноставна. Дека не секој може да го направи. И најчесто доаѓаат се откажуваат едноставно. Од тие маратонски процеси се откажуваат луѓето, меѓутоа за таа цел реагиравме до Брисел, иако бевме блокирани, реагиравме преку телото за ИПАРТ преку Министерство.
Направивме модификација, предложивме модификација на програмата за да се намалат одредени критериуми, поточно да се олеснат одредени процеси, меѓутоа и од друга страна да се зајакнат одредени контроли, затоа што на една страна имаме маратонски процес на аплицирање, а од друга страна имавме слабост во системот за контрола на целиот овој процес. Модификацијата на програмата е доставена до Брисел. Чекаме одговорот таму да ја одобрат. Со таа модификација ќе се направат одредени промени на процедурите, самите процедури за аплицирање и сметам дека да не речам сега да не калкулирам тука со проценти или со бројки, меѓутоа 20-30% од процесот ќе биде олеснет во целата постапка за аплицирање. Има ли интерес за тие средства? Да, има интерес, голем интерес и во самиот период на блокада се јавуваа луѓето кога ќе има нови огласи, на кој начин ќе отпочнеме, за кои мерки ќе се распишат, бидејќи ИПАРД програмата, специфичните мерки ние не субвенционираме само трактори, механизација или процеси за примарна обработка на земјоделски производи. ИПАРД програмата е малку посеопфатна и практично се финансираат и индустријски капацитети кои што да прашам, зашто има најмногу интерес? Или Генерално интересот е за земјоделие, меѓутоа имаме и проекти кои што се како што се развој на рурален туризам, хотелиерство, изградба на сместувачки капацитети, изградба на локали за гостување во руралните средини. Не сме самиот ИПАРД не е фокусиран да средствата бидат наменети само во делот на земјоделието. И руралниот туризам како дел од целата структура на земјоделие спаѓа во тој дел и тука се што е во рурален туризам каде што ќе се предвиди одредено вработување, одредена активност во самиот тој регион, го поддржува целиот финансирањето од ИПАРД средствата. Тоа е до колку проценти од во зависност од апликантот и 60% од средствата до 70% се прави поврат на средствата од ИПАРД. Добро, благодарам за гостин. Благодарам на вас. По продолжение спорт.